Во продолжение зборуваме за сите оние пролетни овошја кои што ги имаме во изобилие или можеби не толку, но тоа се јагодите и црешите. Нивната нутритивна вредност и колку навистина ги внесуваме и треба да ги внесуваме, дознаваме во продолжение од нутриционист Надица Илиевска. Добро утро и добро ни дојдовте во Здрава Македонија. Добро утро. Црешите и јагодите се навистина омилени можеби кај децата. Сега почнавме да ги имаме, не знам дали се баш здрави и такви какви што треба да бидат, но ќе зборуваме за нивната нутритивна вредност. Да, сите се радуваме на пролетта поради пролетните овошја, јагодите и црешите, бидејќи ги се напомена уште на почетокот дека децата многу ги сакаат. Ќе почнам од тоа дека јагодата, црешата не, јагодата е доста голем алерген, што значи дека се препорачува за внес во детската возраст дури после 16-тиот, односно 18-тиот месец, во зависност од здравјето на детето, односно дали е склоно кон други или има други алергии или не. Оно што е интересно за јагодите е што всушност за сите пролетни овошја и зеленчуци, како да природата ни ги дава во време кога нивните нутриенти најмногу ни требаат и затоа јас многу често инсистирам на сезонска употреба на нашите намирници, бидејќи тие имаат во себе нагласено нутриенти кои што нас на пролет после долгата зимска еднолична и висококалорична исхрана навистина ни се многу неопходни и многу богати. Сите уживаме во мирисот на јагода. Тоа е навистина специфичен мирис, меѓутоа тој се должи на една органска киселина, која што всушност за нас е многу здрава. Па можеби и природата го дала тој мирис на таа киселина да не биде примамлив за да можеме да го конзумираме. Неверојатни се во борбата против сите воспалителни заболувања. И тоа хроничните воспалителни заболувања, како што се реумите, како што се артритисите, како што се автоимуните заболувања, многу лесно се дигестибилни, но има одреден тип на популација поради ситните зрнца кои што им сметаат и не можат да ги користат, но за разлика од тоа што јас не препорачувам сокови, мислам дека веќе скоро сите знаат дека тоа сте препознатлива. Не сум љубител на сокови. Сокот од јагода е можеби најдоброто нешто ако веќе сакаме и сме љубители да конзумираме сокови. Најважни кај јагодите се специфичните антиоксиданси кои што спречуваат оксидативен стрес кој што понатаму влегува во кругот на појава на воспаление. Интересен е моментот дека е меѓу ретките овошја и зеленчуци кој што е добар за здравјето на очите, односно има солидна содржина на лутеин и на заекстантин, нешто што многу ретко го среќаваме и во многу малку намирници и тоа е во многу солидна количина. Одличен е за намалување на крвниот притисок, од проста причина што е богат со калиум, меѓутоа оние кои што имаат нарушена работа на бубрезите, не би требало во големи количини да го конзумираат. Што се однесува пак до црешите, постои една стара македонска изрека која вели: јади ме што повеќе можеш и ќе те направам тенко како моите рачки. Неверојатен помошник во слабењето, во намалувањето на телесната тежина, а сепак неверојатна нутритивна густина, богатство на антиоксиданси. Да, но верувам не може да се консумираат во неограничени количини, само затоа што помагаат во слабењето. Па сега зависи за што сакаме да ги конзумираме. Меѓутоа, до половина килограм, 700 грама, препорачувам таму каде што имаат обстипација, неверојатно помага во регулирање, добро хидрираат, полни се со антиоксиданси и спаѓаат. Црешата е природно органска, да кажам накратко. Црешите едноставно, многу малку или воопшто не се третираат. Суштината на црешата е дека кај црешите се здрави и рачките, може да се сушат во овој период и да се конзумираат како чај. Црешите неверојатно помагаат кај сите оние кои што имаат проблеми со стварање на песок во бубрези и песок во жолчка. Потоа црешата исто така е многу добра во третманот на гихт
исто пролетна болест, после празниците, после долгата конзумација на висококалорична и масна храна и неверојатно добро влијае на намалување на триглицеридите. Ретко кој зеленчук толку добро и брзо влијае на чистење на црниот дроб како црешата, што значи дека може да се ужива во црешата без ограничување. Па зошто реков, например, пола килограм цреши, отприлике нема ни 100 калории. Меѓутоа има 1/3 С витамин од дневните потреби, посебно кај малите деца. Кај возрастните исто така многу, но пак ќе кажам, во овој период на пролетта сезонското овошје треба да се користи пред се ради богатството на минерали, бидејќи ние во зима сме комплетно во дефицит на минерали поради неконзумирање толку големи количества на свежа храна и треба нашата цревна флора да ја прилагодиме за високите температури кои што следат, а тоа се прави најдобро со храна која што е пролетна, која што сега доспеува и која што има богатство на билни влакна кои не го оптеретуваат дигестивниот систем. Најца ви благодарам многу за овој разговор. Ви благодарам и јас вас на поканата.